Марторел вриеше. Сеат дозволи Купра и физички да се издвои од матичната компанија. Новиот почеток символично беше означен со отворањето на посебен објект веднаш до главната дирекција, зачинето со представувањето на лутиот Купра Леон. Малку неочекувано, но не и изненадувачки, тој беше покажен во хеџбек и каравански верзии. Она што се очекуваше беа моќните мотори наменети за нив, кои ги има 4. Покажувањето во хеџбек и караванска каросерија не е новост за Леон, а не е новост ниту за моќните мотори наменети за нив, кои ги има 4. Најслабиот, кој воопшто не е слаб, има 245 конски сили, хибридно извлечени од 1,4 литарскиот TSI мотор. Практичноста му е нагласена со плагин напојување кој овозможува поминување на 60 електрични километри. Следи дволитарскиот турбобензинец со иста сила, кој во својата навиена верзија располага со здрави 300 коњи. Но само за хеџбекот, бидејќи за караванската ST изведба е резервиран истиот мотор со 310 коњи и 4 драйв погон на сите тркала. Со него овој Леон забрзува до 100 км на час за помалку од 5 секунди, а максималната брзина му е ограничена на 250. За комплетирање на перформансите сите модели имаат 7 степен DSG менувач со 2 спојки. Леон Купра однадвор се разликува по агресивниот изглед со нови спортски браници, посебно дизајнирани тркала од 18 и 19 инчи и аеродинамични додатоци околу целата каросерија. Внатрешноста дополнително е унапредена со нов атрактивен управувач, дигитална инструмент табла со тркачка телеметрија и спортски седишта. Возачот може да бира меѓу 4 режима на возење, да издава гласовни команди на инфозабавниот систем и да не се грижи кога многу претерува со брзината, бидејќи тоа за него го прават мношто електронски асистенти. Плюс на тоа, возилото е спуштено за 25 мм, ослонувањето е потврдо, а системот за сопирање потекло од Brembo. Почетокот на продажбата на новиот Купра Леон е закажан за есенва, а цените во овој момент не се објавени, но сигурно нема да бидат ниски, бидејќи Сеат сака да загризе со ова своја субмарка. Колку силно говори и податокот дека кога ќе ја комплетира својата гама, се очекува таа да го дополни салдото на матичната компанија со милијарда евра приходи. Приликата беше искористена за покачување на тркачките верзии на Купра Леон, стандардната со 340 и електричната со 680 конски сили.